Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате 33 нови потврдени случаи во земјава, од нив двајца се од Тетово. Отворен градскиот пазар во Тетово на пазарен ден по подолг период пауза. Тимот на проектот ќе се надпреварува на глобалниот предизвик Генерација без граници. 33 нови случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа, од кои 2 се од Тетово. Институтот за јавно здравје регистрира и 22 оздравени пациенти и 1 починат. 2 нови лица се заболени со COVID-19 од Тетово, а 1 оздравен. Ова се последните податоци за изминатите 24 часа. Исто така потврдени се вкупно 33 нови случаи во земјава во изминатото деноноќие, а оздравени 22. За жал има и 1 починат пациент од велесна возраст од 70 години. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека зголемениот број на новозаболени најверојатно е варијација, но во текот на следните денови ќе се утврди дали навистина е така. Денеска имаме скок еден на новодиагностицирани пациенти и тоа ќе го пратиме во следните денови за да видиме дали е случајност, некаква варијација или ќе биде некаков тренд. Тоа се резултати од само еден ден и не можеме ништо да заклучиме само од овие резултати од денеска, односно од изминатите 24 часа. Ако се сеќавате, во неколку наврати имавме слични сценарија со значено мал, но и значено голем број. Во еден момент имаше и над 100 новодиагностицирани. Во таа смисла, во текот на утрешниот ден, сабота, ќе ги анализираме новодиагностицираните случаи и ќе носиме заклучоци на што се должат тие. За сега остануваат на сила сите мерки и апелирам сите граѓани да продолжат доследно да ги почитуваат. Во изминатите 24 часа направени се 332 тестирања. Вкупната бројка на диагностицирани со COVID-19 во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1572 случаи. Бројката на оздравени пациенти е 1079, на починати е 89, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 404. По подолго време, градскиот пазар во Тетово беше отворен на пазарен ден четврток. Потрошувачи има, но не доволно, велат пазарџиите. Велат доцна биле информирани дека можат да отворат, а и дека досега се соочиле со големи финансиски загуби. Подолго време, градскиот пазар во Тетово не работеше во четврток, ден кој во овој регион се смета за пазарен. Целта беше да се избегнат гужвите за време на пикот со коронавирусот. Денес градскиот пазар беше отворен за потрошувачите, но пазарџиите велат дека нема доволно муштери. Најверојатно бидејќи не биле информирани дека пазарот денес ќе работи. Нема луѓе, Славо, не знаат дека е отворен пазарот, затоа да. Вас кога ви информираа дека му? Вчера. Вчера вечер? Вчера на пладне. Кажи ми, се соочивте со загуби финансиски, со фрлање? Нема, не се знае, ако не иде робата сега затворен пазарот се расипува, да. Миштерија има, ама нема доволно. Пошто е било тоа миштерија, мисля да не работи још. Затоа... Сакате да кажете не биле информирани граѓани? Не информирани до прие на време. Од сега ќе знаат. Мислите дека ќе се нормализира состојбата, ќе има повеќе народ? Не знам, ќе мислиме, ако биде отворено све. Не е слабо, пошто не знаат многу луѓе и затоа нема, многу мало има. Мислите дека не се информирани дека работи? Ја за себе, да ти кажем право, ја нисам бил информиран. Касно навече им објаснија дека може денеска да се работи. А до сега не работевте, нели во четврток? Не. Колку време не работевте во четврток? Од кога почна полицискиот час, да, кризата, од тогаш не работевме ништо. Се соочувате со загуби финансиски? Па нормално се тоа плаќаш тезга, плаќаш ова, све плаќаш. Кој ќе надокнади тоа? А скапуваше робата тоа што сте? Да, остана у среда, четвртак не работиш, кога ќе дојдеш у петак, банане, ќе фрлиш, крастеци, тоа е све. Послабо, денеска не влизаме. Која е причината? Мислите уште се плашат луѓето?
Па не, Или воопшто нема работа? уопште нема работа, нема луѓе, нема народ. Па кажете ми, се соочивте со загуби финансиски периодов? Финансиски загуби. Па, нормално така има. Се фрлаше роба? Па се фалесе. Очекувате сега со намалување на меркиве да се подобри малце? Не. Нема пари. Бадијала све. Пари нема, народ нема пари. На самиот пазар се забележува дека и трговците и купувачите ги почитуваа мерките за задолжително носење на заштитна опрема. Тезгите преполни со сезонски намирници, но потрошувачите овој пат присутни во помал број од вообичаено. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека работата на пазарот ќе биде контролирана од редари. Апелираат граѓаните на вакви простори каде што има поголеми гужви да одржуваат физичка дистанца и задолжително да носат заштитна опрема. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека одлуката за отворање на пазарот е првиот чекор кон олеснување на мерките против коронавирусот. Сепак работата на пазарот ќе биде контролирана од редари. Пак уште ќе повторам со апел до граѓаните да носат редовно маски и ракавици и да внимаваат на она социјална дистанца од 2 метри. Инаку општина Тетово, односно јавното комунално предпријатие, постави и редари на пазарот кои што постојано ќе им укажуваат на луѓето што треба да прават и како да се однесуваат и да држат дистанца. Од кризниот штаб додадоа дека продолжуваат со нивните активности за дезинфекција и дератизација на зградот со цел спречување на ширењето на заразата со COVID-19. Инаку екипите на територијалната противпожарна единица континуирано и редовно продолжуваат со дезинфекција на градскиот пазар, но не само и на овие простори, туку и на сите површини на станбените згради, на куќите и останатите површини на јавните институции тука низ Тетово. Како што имавме случај за време на великденските празници, каде што се вршеше дезинфекција на сите верски објекти, значи кога велам верски објекти, тука се подразбираат и црквите и џамиите, па така и во овој предбајрамски период, така да кажам, се изврши дезинфекција на сите џамии во Тетово, на сите верски објекти, а истото ќе се случи и во идниот период. Отаму најавија дека во периодов што следи ќе има укинување на други мерки во зависност од ширењето на заразата со COVID-19. Сите кои поднеле барање за помош како материјално необезбедени семејства да достават податоци за своите трансакцијски сметки, апелираат од Центарот за социјална работа во Гостивар. За овој вид на помош, досега во Гостиварскиот центар се пријавиле околу 500 лица. Граѓаните кои поднеле барања за помош како материјално необезбедени во услови на корона криза да достават податоци за своите трансакцијски сметки, повикаа денес од Центарот за социјална работа во Гостивар. Службите објаснија дека претходно овие податоци не биле определени како задолжителни во документацијата, па речиси никој од барателите не ги доставил. Сега, согласно новите насоки од Министерството за труд и социјала, неопходно е тоа да се направи за да може да се комплетираат апликациите. За овој вид на помош, досега во Гостиварскиот центар се пријавиле околу 500 лица. Ние сега зборуваме за тие луѓе што имат поднесени документи за овие 2 месеци. Се зборува за 2 месеци, може рокот да се продолжи, тие пак ќе примат, ќе бидат на евиденција и ќе примат. А осим тоа што тие имат поднесени документи, треба сега да поднесат трансакцијски сметки сите. Пошто тие нема трансакцијски сметки. Сега по новата програма мора да има трансакцијски сметки да почнат да ги примат тие средства. Од Центарот во Гостивар објаснуваат дека не е даден краен рок кога може да се достават податоците за трансакцијските сметки. Сепак апелираат граѓаните тоа да го сторат во најкратко време, за исплатата на средствата да се реализира што побрзо. За добивање на минимална гарантирана помош, материјалната необезбеденост на семејствата ќе се утврдува врз основа на вкупните просечни приходи на сите членови на домаќинството по сите основи, сметано од последниот месец. Помошта ќе се движи од 4 до 10.000 денари, зависно од бројот на членови во семејството. Корисниците на ова право ќе остварат и паричен додаток од 1.000 денари за дел од трошоците за електрична енергија за месеците април и мај.
По повод денот на македонската полиција, денес со посетата на вечните почивалишта им беше оддадена почит на трагично загинатите полициски службеници. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, денес во знак на вечен незаборав на полицискиот службеник Цоки Стојановски, му беше оддадена почит со полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на православните гробишта во Тетово и на спомен бистата во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Воедно колегите ги посетија вечните почивалишта и на неколкумина трагично загинати полициски службеници. Најпрво да им го честитам празникот на сите колеги, 7 мај ден на македонската полиција. Денес сме собрани овде да дадеме почит и чест кон погинатите наши колеги, дел од оваа полициска станица. Континуирано секоја година одаваме почести на како на Цоки, така и на сите погинати колеги. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 година беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот на платната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Тој на дело покажа како треба да се обавува должноста полицаец и како треба да се чува и брани земјата. Загина на 28 години, а по прераната смрт остави зад себе сопруга и 2 малолетни деца. Два тима млади иноватори се избрани да ја представуваат земјата во глобалниот младински предизвик Генерација без граници, како дел од партнерството на УНИЦЕФ и Фондацијата Телеком за Македонија. Целта на предизвикот е да ги инспирира младите кои имаат брилјантни идеи, но немаат средства да ги остварат. 16-годишниот Орхан Багашов од Тетово од тимот Бионик е дизајнерот на финансиски достапна роботска рака, проект кој е еден од наградените на младинскиот предизвик Генерација без граници. Тимот од 4 средношколци доби награда од 2000 американски долари и ќе учествува во глобалниот предизвик со шанса да добие дополнителни средства, како и поддршка од глобалната програма за инкубација од партнерите на Генерација без граници за проширување на решението. Проектот е за лица со недостаток на горен екстремитет и тоа дека постои продукт што би им помогнал во секојдневниот живот, тоа е електронска протеза. Ама проблемот со неја е тоа што многу малку дел од овие лица можат да си дозволат таква протеза, поради тоа што најевтината во моментот е $7,000. Затоа ние направивме протеза што кошта $250. А сепак има истата функција. И на кој начин ја можат да ја добијат? Тоа е и целата идеја, тоа што секој може да го посети нашиот вебсайт ebionics.org и тука може да се снимат деловите што треба да се 3D испринтат, потоа да се купат останатите делови од AliExpress или други онлайн продавници и со помош на инструкциите се склопи цела рака за еден час. Од тимот сме 4, јас сум Орхан, дизајнерот, потоа Тео е програмерот, Борис знае биолог, а Ана Марија е задолжена за вебсайт. Повеќе лица покажале интерес за набавка на електронската протеза за лица со недостаток на горен екстремитет, а направено и тестирање кое покажало дека составувањето на деловите е едноставно. Направивме тестирање за дали некој друг би можел да склопи раката без никакво искуство. Излези тоа успешно, дури помалку од тоа што предвидувавме, склопија за 50 минути. Во конкуренција од вкупно 53 тима во првиот круг, освен тимот Бионик, победници се и Mindbenders со своето дигитално ресторанско мени со кое услугите стануваат инклузивни и пристапни за сите. We met in Austria, and I was joining to help tell more stories and
expand the impact, I suppose, of this great project. And since then our routes have diverged and then met at different points, visiting all these projects and trying to bring these stories, and eventually we met in Kosovo. And shortly after we arrived in the country, the borders closed due to the coronavirus pandemic, and now we're waiting to see what happens next. So for me, it's been really interesting to see how people are responding to cities that have far fewer cars in them, because I think it's a very key point of creating a better world is allowing people to travel in ways that are healthier for them and healthier for the environment. And I really hope that once this pandemic passes, people can see some of the benefits of having less cars in the city and the cleaner air, the nicer sound, the quieter environment. So we're planning to stay here as long as it takes till we can move again, or until there's more information of how long the restrictions might be in place, and then we hope to continue the journey to Mongolia. Allora, io mi sono fatto l'idea che la vita è fatta di compromessi. In questo momento, se questo strumento funzioni o no a livello medico non lo so, ma anche solo se assolve una funzione di livello mentale, psichica, che ridà sicurezza, tranquillità, ben venga. Почитувани, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на Киси Менада. Пријатно!